на минус 20 на плюс 40 работата на пожарникарите во противпожарната бригада на град Скопје секогаш подготвена и на првиот телефонски повик за да интервенират таму каде што најмногу треба. Меѓутоа, за тоа каков е еден обичен ден кој што може да се претвори во акција, онаква каква што изгледа на филмското платно, го прашуваме пожарникарот Михаил Караколев. Михаил, како може еден обичен ден да ви се претвори во акционен филм, така лаички да се изразиме, како што можеме да го видиме и на телевизиските екрани? Те разбирам. Прво да почнеме од тоа како настанува една смена, како доаѓа на работа во противпожарната служба. Значи, нашата противпожарна служба работи 24 часа, меѓутоа, ако рачунаме кој и како стартуваме од 7:00, тоа е првичната смена на која што доаѓаме на работа, ја примаме смената од претходната чета и доаѓаме со дневните заповести. Секоја чета има програма во текот на работниот ден. Значи, имаме вежби, физички вежби, имаме тактички вежби, кои претходно ги вежбаме додека ги изведеме физичките, имаме дел одмор, имаме повторно препрашување на тоа што настанало во претходната саатнина на истековниот ден. Се додека не зазвони звончето и не отидеме на пожар и она што го кажуваш ти филмот да се претвори вистина. Како тоа изгледа? Често знаеме да сме сведоци само на оние моменти каде што постојат некои неосновани, да кажам, критики кон работата на пожарникарите, меѓутоа има ли доволно кадар во противпожарната бригада, ресурси за работа, со што конкретно се соочувате? Ја знаеме работава дека не е лесна, знаеме дека имате изгубено и живот на терен, зборувам на пожарникари. Неколку пати, да. Као што гледам во однос на прашањето, знам дека си информиран, најголемата проблематика е работната сила во противпожарната служба. Фалат луѓе, фалат возила, платата треба да е многу поголема од што е. Се снаоѓаме сега за сега. Како што и претходно командантот навести и спомни, нашите возила се исправни, меѓутоа се премногу стари. Ние не може да знаеме дали можеме со тие возила да пристигнеме на лице место и да делуваме. Тоест, знаеме да делуваме многу и подобро од што може, како што би рекол еден колега од Шкотска пожарникар кој што дојде. Овој нема потреба ова да го цензурирате, ќе го кажам баш како што би било окей. Вие сте, вика, со најголеме срце и највеќе топки пожарникари, вика, во однос на тоа што го работите. Постојат многу стереотипи конкретно кон пожарникарите. Вашето мото, ако не се лажам, поправиме, е тоа да не се свати никако негативно, нели? Меѓутоа има некоја своја, како да кажам, морфолошко значење во делот на мотото кој што ги имате, нека гори, има кој да гаси. Да, сега малку ќе те исправам или не знам како да го кажеш ова, тоа се работи конкретно во однос на оваа вечер, нели? Нека не занемарат да не се случи нешто, претпоставувам, со кое што може да ве доведе да вие да гасите. Ето така. Нека извинат гледачите и гостите, ова се работеше конкретно за овој случај. Не се работи на плански на големо во однос на тоа што ние работиме. Него конкретно беше една порака, да речеме, демеќе кон женскиот пол или само ставање на малку жичка запаллива на овој настан, ништо повеќе. Затоа и прашав, бидејќи таму беа критиките нека гори, па има кој да гаси, меѓутоа имате повод. А тоа е календарот кој што излегува оваа година, овој момент за 2019 година, каде што можеме да ги видиме и сите тие пожарникари за кои што постојат врзани стереотипи дека се што прават е дека не работат ништо, меѓутоа се дебелят која е конкретната идеја на овој, претпоставувам, календар кој што ние имаме можност вечерно да го видиме. Така. Сега ако збориме за календаров, идејава ја возам се уште као голден тикет ми од почетокот на моето вработување во пожарната. Не дека има правилно време кога треба да се манифестира оваа идеја у целост или е погрешно или е правилно. Сега случајно дојде, но не докажуваме со овој календар дека физичкиот изглед е пресуден. Многу пожарникари, ако збориме на голема, кои се критикувани заради својот физички изглед, биле вакви или онакви, биле дебели и слично. Ако они се дебели и се такви како онакви, а ја вршат својата работа повеќе од 30 години, правилно тука што кажува? Кажува дека искуството си има своји потенцијали и тајни. Значи, ако физички граден човек е поинаков од тоа што го застапуваме ние на календаров, човекот има своји цаки кои низ текот на годините ги створил како свое прво оружје при справување со пожарите. Не се работи за физичкиот изглед дека е пресуден во противпожарната служба. И еден апел до сите медиуми, доста со критиките во тој однос.
критика во насока на физичкиот изглед, претпоставам дека во тој дел барате да се намали критиката. Така е, не има и такви и онакви како што велат сите. Меѓутоа сите правилно ја вршиме оваа работа. Не е секогаш силата пресудна во противпожарната служба, понекогаш има и многу тактика и многу искуство. Дали ова е еден од оние моменти со кои што сакате да се вклопите во оние светски рамки на покрај тоа што ќе промовирате на некој начин, ајде да кажеме, како навистина пожарникарите изгледаат и во секојдневна кежуал варијанта, меѓутоа и во на опрема која што нели е одлика на пожарникарите. Така, не измислуваме топла вода. Ова претходно во светот го има направено. Јас почнав со идеја гледајќи ги њујорските пожарникари, потоа австралиските. Да, идејата е моја за као македонски продукт, но не измислуваме топла вода како што реков. Ова е веќе видено во светот. Ова е првпат на нашиот тло да излезе во ваков фазон. Целта беше нормално, кога ќе каже некој не е секој за сликање, во ред. Ама секој од нас во службата е за работење, тоа сакам да кажам. Постои ли нешто што не сум те прашал, би сакал да го споделиш со нас? Апел до граѓаните и до сите телевизии за малку повеќе поддршка во однос манифестирање на она што навистина се справуваме и го работиме и да излеземе на виделина заедно со сите служби како првата помош и полицијата малку на повисок ранг од она што некој не толкува сега, а сите знаеме дека нашата служба у принцип се справува со многу повеќе стресни ситуации отколку и другиве две наброени заедно. Нешто што не сум те прашал, еве сега ми текна да те прашам, колку ова, да кажеме, професија е атрактивна за младите? Дали би требало повеќе да од професионален аспект да се обучуваат во посебни школи, да дојдат на една позиција да бидат пожарникари или да поминат само одреден... Така. Да ме прашаше пред 10 години ќе ти зборев нешто поинаку, но сега интересот е многу поголем кај младите. Значи не важи она, нема интерес од младите, нема работа, баш напротив. Јас имам преку 50 на јавувања во текот на една недела, заинтересирани луѓе, пријатели, идни колеги, да даде Господ да ги има повеќе, но што би ти рекол, да, поентата на целиот овој мув е да се отворат повеќе работни места, затоа што нашата служба е една од најбитните во оваа држава. Ако сакаме да одиме во Европа и да одиме во светот, мора да изградиме малку повисоко противпожарната служба на градот Скопје, а воедно и на Македонија, и да искористам прилика да ги поздравам сите пожарникари на Македонија, затоа што ова не е само за нас, ова е за сите пожарникари во нашата држава.